Почитувани, измина една година која во локалната историја ќе биде запишана како најнеуспешна во развојот на Ѓорче Петров. Празни страници и лажни ветувања. Градоначалникот Стојковски време е да се фати за работа и да се потсети што се вети пред само една година. Да го потсетиме дека веднаш требаше да отпочне со градба на две нови градинки во урбана заедница Ѓорче Петров и Стопански двор. Ништо не е започнато. Наместо да се слика пред депонијата, која само ја затрупаа со Арсовска, и започнаа градежни зафати без никакви документи и дозволи, да се сврти наоколу и да види Ѓорче како е претворено во една голема депонија, да ги засади ветените милион дрвца и да ги врати зелените површини. Ветуваше дека жителите на руралниот дел ќе добијат уште едно поврзување од населбата Даме Груев до Волково, преку Новосело и Стопански двор, но за жал не закрпи ниту една дупка. По се изгледа дека мисловна именка ќе останат и оние два кружни тека кои ги вети Стојковски, на западниот влез на општината и крстосницата кај Корзото, кое нема доблест ниту да го одржува. Празно и лажно ветување и уредувањето на кеот на Вардар со спортски и рекреативни содржини. Повторно ништо од тоа. Замислете, ова му беа приоритетите, а за 12 месеци успеа да реализира едно големо ништо, со образложение дека во буџетот нема пари за напредок на Ѓорче. Но сепак, Стојковски најде 10 милиони денари за партиски вработувања, а како свој најблизок си го вдоми и старосватот. Нема за субвенции за велосипеди и тротинети, но има за бајадери, чоколади, пијалоци и патување. Нема за канализација, водовод и асфалт, но има 100.000 евра за доопремување на новата општинска зграда и удобна фотелја во неговата канцеларија. Наместо паркови и содржини за спорт, донесе ДУП во Дексион со 50 нови згради. Ветуваше дека приоритет му образованието и училишната инфраструктура. Но единствено што побрза е под присила и закани да ги замени директорите и да постави луѓе од штабот на ДПМН. Господине Стојковски, единствено вие сте одговорен за оваа состојба во Ѓорче Петров, за овој срам и регрес што ни се случува. Ѓорче Петровци не заслужуваат ваков третман и бараат нивните пари да завршуваат во проекти, а не за вашите партиски интереси. Убедливо, Ѓорче Петров го има најнеспособниот градоначалник досега. Ви благодарам.